Добрен крипто ентузијасти, во специјалното неделно видео каде што ќе разговараме за тоа кој е победник од тарифната војна помеѓу Кина и Мурика. Не заборавајте дека овде ќе ставиме и дополнителни елементи, нормално каква е моменталната состојба за превласт на едната и на другата сила во светот, посебно од економски аспект нормално, кој што треба да ни даде јасни показатели каде се движи светот во однос на следниот, односно новиот светски поредок. Со тоа што, како што кажав, главната тема на која што ќе се држиме е токму економијата, а најголемите показатели за промената на светскиот поредок доаѓаат токму поради оваа тарифна војна на Орангутанус американус. Сега, како што знаете, сами ова е последното видео од претходната недела, тоа е специјалното неделно видео. Останатите содржини се веќе објавени на нашиот канал. Вчера имавме одлична анализа лов на врв, доколку не сте ја погледнале, би препорачал да најдете на нашиот канал. А денес, како што кажав, продолжуваме со тоа кој е вистинскиот победник од тарифната војна помеѓу Мурика и Кина. Следната недела е веќе подготвена, вторник, Canton Network, тоа е нов проект кој што испадна на пазарот и на вистина доста добро, би рекол сега за сега. Има голема адаптација. Среда, макроекономија и крипто. Во петок ќе имаме апдейт на Ethereum, како што гледате и сами веќе почнуваме одново да ги обработуваме овие 117 проекти кои што ги обработиме на нашиот канал со соодветен апдейт. Што се случува ново во овие проекти. Сабота, Пиперче Кас, причини за иселување на македонците низ историјата и сега. Со акцент на сега. Дефинитивно нема да сакате да го пропуштите овој подкаст во нормално форма на лайвстрим заедно со нашиот Јордан Пиперката. И во недела ќе имаме Altcoin Investi, кои што ќе бидат подготвени за тоа што се случува во светот моментално на алткоините, нормално на крипто. Сега, уште еднаш да подсетиме за Битола, тоа е 29 март. Би ве замолил на настанот кој што го имате на врвот на нашиот Facebook профил да го пријавите вашето присуство за да имаме прилика идеја колку луѓе доаѓаат на истиот. Веќе стои 40 луѓе го имаат пријавено сопственото присуство. У дискусија може да најдете се што се случува околу самиот настан. Сите информации и програма се може да најдете на овој настан, тоест на настанот на Facebook, за настанот во Битола на 29 март од 11 до 5 часот. Програмата исто така може да ја најдете овде, говорниците и зашто ќе говорат. Не заборавајте дополнително, ќе имаме теми за оние кои што се уште немаат дадено собствена тема во наредните неколку дена потенцијално. И започнуваме со денешната тема, а како што кажаме, тоа е тарифната војна и новиот светски поредок кој што е се поверојатен помеѓу нормално во оваа ситуација Мурика и Кина како две главни сили во светот. Еве го Орангутанус американус во неговото добро познато Liberation Ден издание, каде што нормално со неговата многу добро направена табела, мислеше дека со имплементирање на тарифи на светот, истиот ќе го натера буквално целиот свет, нели, како што он вели, да му го лиже та. Тоа е негова изрека. Како и да е, приказата е малку поинаква кога станува збор за Кина за разлика од сите останати. Односно, сите знаеме дека главната работа која што требаше да биде постигната со тарифите не беше да направи светот да биде поданик на Америка, туку да направи Кина да се подчини на Америка. Односно, сите овие тарифи кои што беа имплементирани посебно на државите околу Кина, беа имплементирани со цел да се запре растот на Кина, да се запре напредокот на оваа земја која што јасно се гледа дека ќе биде следната велесила, сакала Мурика или не. Сега тоа и ќе го докажеме. Значи, прво, амбициите на Трамп за така речено тарифна војна со Кина не се нови. Значи, ова што гледате овдека е редоследот на случувањата од 2018 година, 2019 и 2020 година до нормално неговото напуштање на председателската позиција. Значи дека уште во 2018-2019 година истиот ги имплементираше првите тарифи кон Кина. Значи дека оваа војна не е нова. Ова е само продолжение од првата рунда откако истиот нормално го изгуби, така речено, председателското столче во изборите во 2020 година. Сега, се сеќавате како се до тоа почна. Прво влета Орангутанус американус со неверојатна тарифа од околу 100-125%. Нормално имавме ситуација во која стана тоа возвратија од Кина, тоа беше во април, тоа беше на Liberation Day, нели, чичкото со табелата.
И кога сега тоа се случи, нормално ескалира до степен каде што овие tit for tat, како што може да забележиме овдека, на почетокот беа реципроцитетните 10%, како се движи натаму работата, ескалира буквално за само една недела до 125% тарифи од страна на Кина и 245% тарифи од страна на Мурика. Да подсетиме уште еднаш. Се што е над 50%, според мене представува ембарго. Нема веќе трговија, затоа и нема поента вие да ставате повеќе од 50% тарифи. Односно, во денешното би рекол, во денешниот динамичен свет на економијата, многу едноставно, доколку цената на вашите продукти е 50% поскапа, некој друг истата ќе ја замени. Дали е тоа домашно производство или странско производство не е битно. Битно е дека над 50% тарифи, односно поскапување на артиклите кои што треба да дојдат од одредена земја, автоматски ви имате ембарго. Таа земја веќе не е профитабилно да извезува во земјата во која што има 50% тарифи, односно царини. Така да поради оваа причина се тоа што гледаме нагоре е само обична драма. Значи буквално овие 145, 125, 245% царини се неизводливи. Значи едноставно вие сте ставиле целосен бан, односно целосно запирање на трговијата помеѓу овие две сили. Сега нормално ќе го разглобиме се за тоа детално. Да не забораваме дека откако се вратија работите во делумна нормала, поради тоа што, да речем, преговорите траја многу долго, тоа ќе го покажеме наскоро, Трамп одлучи во октомври, ако се сеќавате, 10 октомври, добро се сеќавате на 10 октомври, да најави наводно 100% тарифи врз Кина. Која беше причината? Ќе погледнеме малку подоцна, но како и да ова беше финалниот чекор пред конечно на 31 октомври, почетокот на ноември, да склучат договор во Јужна Кореја на АПЕК самитот. Сега, ово што гледате овдека, се сите средби кои што ги има практично во текот на 2025 година, кои што доведоа до така речено деескалирање и намалување на тарифите. Но не е така едноставно како што звучи, значи не е ова као седнаа се договорија и тоа е тоа, туку напротив, треба да видиме дали реално победила едната или другата страна и да видиме како во иднина ова ќе допринесе за доминација на едната или на другата страна. Ова беше многу големо случување и многу малку се зборува за него, затоа што верувале или не, Америка ја изгуби оваа војна. И тоа денеска ќе го демонстрираме. Сега, тоа што рековме, значи во Јужна Кореја и Трамп и Ши Џинпин постигнаа договор кој што двете страни го прогласија за победа. Значи Трамп испадна кажа као, знаете што победивме, Кина го направи истото, а уствари еве како стоат моментално тарифите. Односно, кога би ги споредиле тарифите помеѓу Кина и Америка во овој момент, од поставувањето на 125 и 145% тарифи, кои што беа така речено финалните тарифи, пред склучување на договорот, ние моментално имаме тарифи од 32% кои што ги имплементира Кина врз Америка и 45% кои што ги имплементира Америка врз добрата кои што доаѓаат од Кина. Со тоа што околу како изгледаат тарифите на остатокот од светот, гледаме дека Кина остатокот од светот го тарифира по 6,5%, а додека просечната тарифа за Мурика врз основа на останатите договори или едностранно имплементирани тарифи е негде околу 18,5%, како што кажеме за остатокот од светот. Сега, ова е како стојат моментално работите. Така, значи можеме да забележиме ова се првите иницијални тарифи кои што кажеме дека се имплементирани во администрацијата на Трамп во неговиот прв мандат. Потоа имаме така речено стагнирање, истите се имплементирани се уште се овде за текот на нормално Џо Бајден, се извинувам, гериатрија Џо и нормално повторна ескалација во времето на Трамп. И сега моментално од тарифи од 20-19 се наоѓаме на тарифи од 32 и 45%. И сега нормално ако вие погледнете тоа ќе речете па даете, гледате, значи моментално Америка победила, она има повисоки тарифи врз Кина наспроти тоа што има Кина врз Америка. Сега ќе погледнеме дали е тоа така. Еве како точно стоат работите. Значи за разлика од Мурика која што правеше галама, креваше джева 100, 150, 200, 250% тарифи, Кина едноставно го игнорираше целото ова и постави еден и единствен механизам кој што буквално го натера дедо орангутанус американус да го наведне своето колено и да признае кој победил. Еве како изгледаат работите од основа на тоа што и понатаму Мурика постојано зборува како тарифите се
многу позитивни, како тарифите се многу нормално профитабилни за Америка, да се подсетиме на овој дел. Значи, ова е првиот момент каде што може да видите дека Америка изгубила. I think China's been very respectful of us. They're paying tremendous amounts of money to us as in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st, unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. Значи, ова е, нели, стандардната приказа на орангутанус американус, како Кина постојано плаќа тарифи на Америка, како ова се, не знам, стотици милиарди долари кои што Кина ги уплаќа на Америка. Нормално, значи, ова е апсолутна лага. И да подсетим уште еднаш, значи, доаѓа од Center of Strategic and International Studies, кој што е нормално повторно дел од НАТО, дел од Мурика, многу јасно и многу чисто. There's only one answer to the question, who pays U.S. tariffs? And it's a simple one. The answer is importers, namely U.S. companies and consumers. Tariffs are a tax on imports paid by importers. It's that simple. But somehow... Значи, многу едноставно и недвосмислено, вели, тарифи, односно царини, представуваат данок кој што го плаќаат увозниците. Во оваа ситуација Кина не е увозник, Кина е извозник. Што значи дека ова што моментално е примено како роба во Америка од страна на компаниите во Америка кои што ја купуваат оваа роба од Кина, должни се американските компании и индивидуи кои да е тој што купува да ги плати овие тарифи. Автоматски, целиот овој муавет за тоа како Кина ги плаќа тарифите е апсолутна глупост. И уште еднаш ќе кажам, верувам дека други околу него моментално на орангутанус американус, нели, екипата, очигледно нема доволно мудра да му кажат дека, брат, дај доста се брукаш, значи Кина не ги плаќа тарифи, ние ги плаќаме тарифите, така? Now, there's a misunderstanding about how tariffs work. Some people claim exporters or foreign governments pay U.S. tariffs, but that's not how tariffs work. Foreign countries don't pay U.S. tariffs. Instead, U.S. companies pay tariffs when imports come across the border. This is how every tariff in the history of tariffs has worked. Значи, има вика некако недоразбирање дека наводно извозниците се они кои што плаќаат тарифи. Бе орангутанус. Напротив, вели, царините се плаќаат од компаниите кога продуктите ќе стигнат на територијата на земјата во која што се увезува. И како наједноставен пример, што и да купите моментално од Амазон, кога артиклот ќе стигне во Македонија и ќе ви се јават од царина да дојдете да си го подигнете, која плаќа царината? Амазон, компанијата што го направила продуктот, или ја плаќате вие царината? Значи, како наједноставен пример за секој дневен човек да може да го разбере, многу едноставно е. Царината се плаќа од човекот кој што го купил продуктот да стигне во неговата земја. Точка. Значи, дека ниту по точка разно, ниту 1 цент од овие тарифи, односно царини, не е платен од страна на Кина. Значи, тоа е ноторна лага или глупост, како сакате. Сега, да видиме колку тарифи имаме моментално собрано, нели, гордоста на орангутанус американус, значи Bipartisan Policy Center. Сите информации што ги гледате овдека се собрани од западни распрскувачи на фекалии кои што ние ги нарекуваме медиуми денес, така? Значи дека не може некој да каже дека ова се манипулации или лаги од страна на Пекинг, Москва и така натаму. И ние инсистираме сите информации кои што ги презентираме да бидат од овие западни распрскувачи на фекалии, со цел никој да не може да го тврди спротивното. Значи ова е страна, односно центар кој што е организиран од двете партии во Мурика. Така, еве како изгледа моментално. Во 2025 година гордоста на Трамп, односно количината на тоа колку моментално имаат акумулирано тарифи во текот на 2025 година е 288 милиарди долари. Ниту цент повеќе. Сега, зошто е ова толку интересно? Овие 288 милиарди долари, верували или не доаѓаат од Кина, туку доаѓаат од домашните компании. И домашните компании отворија случај пред Федералниот суд, кој што одлучи во нивна корист, и сега моментално овој случај по жалба на моменталната администрација се наоѓа на Врховниот суд на Мурика. Врховниот суд на Мурика прво одлучува дали воопште овие тарифи биле легални. Што значи дека орангутанус американус не само што се избрука со носење на овие тарифи, туку сега дополнително
ќе може да му се случи и еден голем дебакл, каде што овие 288 милиарди долари кои што ги собрал како данок од неговите компании, неговите државјани, верували или не, сега ќе треба да го врати назад. Значи, ние понатаму чекаме, значи ова требаше да биде сега донесено, веќе неколку пати се одложува, ево, 28 јануари, пред само 3 дена, значи се очекува во следниот период, можеби недела, можеби месец, конечно, Врховниот суд да донесе одлука дали овие одлуки на Трамп еднострани да имплементира тарифи се воопште легални, со оглед на фактот дека тарифа, односно царина, која што е имплементирана на одредена земја, според меѓународно право се рачуна како објава на војна. Тарифите представуваат оружје. Со тарифите вие практично им на некој начин нанесувате штета на другата држава и би рекол во оваа ситуација економија со цел со тоа што се обидувате да заштитите од нивните производи, така, од нивниот увоз. Сега, што овдека кажа Трамп пред само 2 недели? Вели, Трамп предупредува дека доколку Врховниот суд одлучи спротивно на неговата полиса на имплементирање тарифи, ќе доведе до голем неред. Чекај, зошто? Нели се е легално? Зошто би донел спротивна одлука и зошто би ги укинал тарифите тогаш? Ако се што правите вие е легално и ако Трамп има поддршка. Очигледно прво Трамп за овие тарифи нема поддршка ниту во неговата држава, а не па надвор од неа. Повеќе од 1000 компании моментално се организирани во class lawsuits или class action suits, како сакате, кои што се моментално насочени кон администрацијата на Орангутанус американус, кои што бараат refunds, односно бараат парите кои што се уплатени за тарифи да им бидат вратени, затоа што ова е буквално скриен данок на сопствените компании, на сопствената економија, беморон. И погледнете го сега ова. Се очекува дека повеќе од 150 милиарди долари веднаш ќе треба да бидат рефундирани, да бидат вратени на овие компании доколку Врховниот суд одлучи дека Трамп изгубил и дека овие тарифи се нелегални. Тек тогаш ќе биде вистински циркус за ова што моментално го направија мороните во Америка. Сега, друга работа која што исто така ноторна лага е фактот кој што Трамп постојано го зборува дека наводно тарифите ќе предизвикаат толку голема заштита на локалното производство, што едноставно компаниите ќе се тепаат да дојдат и да отворат фабрика во Америка. Наводно, на тој начин, индустријата која што веќе со децении е преселена од Америка, сега ќе вратат назад. Зошто е преселена? Значи, вие имате ситуација во која што во, да речем, 60-тите години и порано, американските индустријалци сватиле дека едноставно нема поента да имаат фабрика во Америка, каде што работната рака е многу повисока, каде што материјалите се многу поскапи, каде што едноставно целиот процес кошта многу повеќе за производство на апсолутно се. Зошто не би ја пратиле оваа фабрика да биде преместена и изградена во Кина, каде што работната рака е многу поевтина, материјалите се многу поевтини, а финалниот продукт со многу поевтина маржа на производство ќе го доведе до сопствената држава. И после децении преместување на своето производство во некоја треторазредна држава, како што они нас не нарекуваат овде TCN, Third Country National, истата ситуација и за Индија, и за Кина, и за така натаму, сега наеднаш Кина е таа која што е крива затоа што има масовно производство. Значи, Кина е крива затоа што има масовно производство, поради тоа што ово производство било преместено, пренасочено од Америка во Кина. Значи, ете, толку се ретардирани. Со тоа што, муаветото типот индустријата ќе се врати назад, ајде да видиме дали тоа навистина се случува, затоа што они се фалеа со некакви си инвестиции, дека наводно се враќале фабрики, дека не знам колку инвестирале, така. Имаме спротивна ситуација во која што моментално според вештачка интелигенција, нормално ова се од Washington Post и Politico, кои што се повторно екстремно прозападни распрскувачи на фекалии, се извино, медиуми, кои што велат дека од 49 до 63.000 работни позиции во производствениот индустријски сектор на Америка се изгубени помеѓу февруари и септември 2025 година. До крајот на 2025 година иако е проценка, затоа што се уште немаме одветни податоци за последните месеци, 72.000 работни места се изгубени во индустријалниот комплекс на Америка.
Каде е враќање на индустријава? Значи, они изгубиле 72.000 позиции во нивниот индустријален сектор. Истото може да го погледнеме и овде, да не биде дека тоа наводно го лажат Вашингтон Пост и Политико. Ова што гледате овдека е нормално директно од федералните органи, во оваа ситуација од Министерството за труд. Погледнете го ова. Моментот кога се имплементирани тарифите беше април 2025 година. Погледнете како изгледа количината на работници во индустријалниот сектор на Америка. Како што можеме да забележиме, голем раст во количината на работници во овој сектор. Секоја чест. Браво. Можеме да видиме дека очигледно политиките на Орангутанус Американус функционираат. Значи, не само што ќе мора да платат рифанд на сите овие тарифи кои што ги собрале до сега, туку они наместо да го подобрат, они си го уништуваат и тој мал капацитет индустријален кој што им е останат. Браво, браво. Морам да кажам, секоја чест екстремно паметни умови ја водат Мурика моментално. Сега овдека ние би сакале само малку да скокнеме назад во минатото и да видиме како стигнавме до овој дел, како стигнавме до ова што моментално се случува, пред да дојдеме до главните, би рекол, метрици за тоа што се случува помеѓу Кина и Америка и каде се тоа води. Односно да погледнеме зошто моментално Кина е во оваа ситуација. Значи, нормално има позадина се тоа. Не е само дека преку ноќ Кина толку брзо се развила и сега наеднаш Кина има моќта во светот. Значи, ова се случувало градуелно. Што рековме ние? Во 60-тите години, кога поголемиот дел од производството на Америка се уште бил во Америка, можеме да видиме дека Америка бил еден од главните трговски партнери на најголемиот дел од светот. Односно, можеме да видиме дека Америка е центарот на производство и Америка е центарот на, односно, главниот партнер за трговија со апсолутно сите големи економии во светот. Во далечните 60-ти, 40 години подоцна, можеме да забележиме дека Кина за прв пат се појавува на оваа мапа. Во 60-тите ја нема. Значи, за прв пат се појавува на оваа мапа во 2000-тите години. Така, каде што се наоѓа како некоја би рекол локална голема економија, која што локалните држави кои што живеат околу неа се нејзини главни партнери. Така, што се случува? Во тој момент се уште голем дел од производството можеме да видиме дека е се уште лоцирано во Америка. Така, или пак и да не е лоцирано во Америка, продуктите кои што се произведени било каде во светот се уште се рачуна дека се нормално тргувани директно со Америка. 20 години подоцна, Америка е само едно ќоше од оваа глобална економија, а можеме да видиме јасно кој представува главниот економски центар и трговски партнер на апсолутно целиот свет. И за да бидат работите малку појасни, затоа што овдека можеби вас не ви се нешто многу јасни, вуала. Во 2000-та година можеме да видиме дека во светот најголемиот дел од земјите главен економски партнер им бил Мурика. 2024 година, ова е веќе 4 години подоцна од последната скица која што ја погледнавме. Можеме да видиме дека само Европа, нормално, спахиите, и овие, како што они ги нарекуваат Монро доктрина држави, кои што се под директна, би рекол, окупација де факто или де јуре, како сакате, значи некој директно, некој индиректно, се уствари државите кои што се приморани Америка да им биде примарен трговски партнер. Толку. Се останато е црвено, драги мои. И сега ова погледнете го. Значи, за разлика од Мурика, која што единствен начин за комуникација е, како што гледате и сами, gunpoint diplomacy, во превод, ви ставам пиштол на глава и ви кажувам што треба да правите и како треба да правите. Тоа е начинот на дипломатија, тоа е начинот на соработка кој што они го знаат. Веќе сме го виделе многу пати, почнувајќи од Либија, почнувајќи од Ирак, почнувајќи од Сирија, Виетнам, Куба, каде сакате. Значи, апсолутно нема каде не се случувало ова gunpoint демократија. Моментално и понатаму гледаме како Америка ги експлоатира природните ресурси на Либија, на Сирија, на Ирак, на Венецуела, пред само еден месец. Тоа се држави кои што се под де факто окупација на Америка и чии што ресурси природни се користат од Америка. А нешто им дава назад. Джепарлак им дава, верувале или не. Од другата страна, што можеме да забележиме? Ова е Belt and Road иницијативата на Кина. Ова е најновиот апдейт кој што го имаме од 18 јануари 2026 година, би рекол среќно за нас. Зошто го зборувам ова? Погледнете овдека. Според најновите податоци, до сега Кина во целиот свет
за развој на оваа иницијатива, така наречена Belt and Road, има инвестирано 1,4 трилиони долари од 2013 година до 18 јануари 2026 година. Што можеме да забележиме од самиот репорт? Можеме да забележиме дека најголем дел од земјите во светот се дел од овој Belt and Road Initiative. Значи можеме да забележиме Јужна, Северна Азија, можеме да забележиме најголем дел од Гејропа исклучува, нормално, како и секогаш ги исклучуваме овдека Гејропа, поданиците на Мурика. Нормално овдека ја земаме цела Африка, можеме да ја земеме Океанија, како што можеме да видиме Блискиот Исток и најголемиот дел од Јужна и Централна Америка. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека овој проект кој што го развива Кина со цел развивање на Belt and Road, како што се нарекува, значи воздухопловен, земјен и пловен транспорт, меѓусебни глобални поврзаности на логистика, значи се тоа треба да произведе една многу поекономична, многу по би рекол динамична економска сфера во светот. И можеме да забележиме дека Кина многу инвестира во сето ова. Поделено на различни сектори во кои што инвестира, како што можеме да забележиме, од 2020 година после ковид пандемијата екстремно е зголемена количината на пари која што Кина ги инвестира во овој нејзин проект. Ова се пари кои што се даваат на земји со цел да изградат патишта, да изградат било каков тип на инфраструктура, не само патишта, аеродроми, пристаништа, дури болници, нормално развивање на локалната технологија, како што можеме да имаме транспорт, било каков тип на производство и рударење на практично во оваа ситуација минерали. И тоа можеме да видиме дека не е се во практично изведба, односно конструкција, туку голем дел од ова е и во директни инвестиции, значи во самите сектори, така. Дополнително можеме да забележиме дека станува збор за сите овие сектори, значи како што овдека се поделени на боја, можеме да забележиме дека секој од овие сектори во секоја од овие години добил соодветна количина на средства, како што кажеме, за конструкција и инвестиција. Тоа значи дека на вистина во сите овие сектори во светот, региони, Кина и понатаму активно инвестира. И како што кажаме, значи ова е во однос на засебните би рекол сектори, можеме да забележиме дека не е само бизнис во прашање, значи овдека освен инфраструктура имаме и обновлива енергија, имаме и вода и санитација и хигиена, значи практично производство на храна, агрикултура и нормално здравје и едукација. Со тоа што освен вода која што би рекол на најниско ниво, гледаме дека стотици милиони долари се инвестирани во останатите категории. Така да, за разлика од Мурика, која што знае да дојде и да земе, Кина знае да инвестира. Ова се земите кои што потврдено е дека Америка имала на еден или на друг начин воена интервенција. Дали тоа е директно, дали е окупација, дали е со праќање на трупи, дали е со организирање на државен удар. Значи можеме да забележиме дека во најголемиот дел од државите во светот, на еден или на друг начин Америка била инволвирана во некаква воена интервенција. Најчесто против овие држави. Еве листата на земји во кои што Кина имала некаков тип на воена интервенција. Прво, кинеската цивилна војна, која што е буквално војната помеѓу комунистичката партија и Куоминтангот, кој што е поддржана од страна на Мурика, на Гејропа, да не заборавиме, Куоминтангот кој што потоа се повлекува на Тајван и до ден денеска се уште Кина не го завзела последното парче земја кој што и припаѓа неизе. Се надевам наскоро тоа и ќе го направат. Инвазијата на Тибет, која што е потврдена, да, Тибет самиот по себе е културолошка засебна единица, тоа е единствената територија која што е завземена од Кина и до ден денеска е окупирана од Кина. Корејската војна во која што Кина е на страната на Северна Кореја, а остатокот од светот е на страната на Јужна Кореја, но како и да е, Северна Кореја и понатаму има Кина како стратешки партнер, овдека нема никаква инвазија, ова е само одбрана на Северна Кореја од Јужна Кореја и останативе бандити. И ова е обид за ослободување на Тибет внатрешен, кој што е задушен нормално. Ова е војна помеѓу, не е ни војна, би рекол, ова е кратка војна помеѓу Индија и Кина. Повторно, што ова е гранична војна, неспоразум за оние гранични предели кои што моментално ги решаваат. И последната, тоа е нормално Виетнам, каде што има краток
би рекол конфликт помеѓу Кина и Виетнам, во кој што Кина целосно ја повлекува својата војска од Виетнам, која што претходно била таму со цел да и помогне на Виетнамската комунистичка партија да се одбрани од Мурика. Виетнам никогаш нема да можел да ја победи Мурика доколку Кина не донела оружје и луѓе, да бидеме јасни. Така да што може да забележиме овдека? Дека буквално Кина единствените војни во која што била се гранични војни и конфликти. Нема инвазии, нема интервенции, нема праќање на миротворци, нема промена на режим, нема пучови, нема ништо од тоа. Така. Од друга страна, еве како изгледа военото присуство на Мурика. Миротворците. Ова е сегде каде што Мурика има донесено демократија. За разлика од тоа, еве како изгледа военото присуство на Кина. И ова присуство што гледате овдека е со директно дозвола од во оваа ситуација самите земји да изградат некаков тип на воена база, значи има само во 3 земји надвор од Кина воени бази, од кои што нормално поголемиот дел се нејзини директни сојузници, како Виетнам, не сум сигурен кој е ова островче овдека, и ова, ако не се лажам, е Сомалија. Толку. Ова што гледате моментално се земјите кои што се санкционирани во било кој момент од страна на Мурика од 1950 до 2023 година. Целиот свет. Единствено, гледаме, Гренланд се уште не бил санкциониран, тоа верувам дека наскоро ќе се смени. Норвешка, Шведска, Финска и Мала Британија, Мала Британија и Шпанија, Италија, тие се тие. Значи поданиците. Што значи дека за разлика од Мурика, Кина до сега има санкционирано само неколку земји и погодете кого? Мурика, Мала Британија, Гејропа, Јапонија и Тајван. Јапонија со оглед на фактот дека е нејзин непријател уште од почетокот, така речено, на создавањето на кинеската империја пред илјадници години. Тајван, кој што представува парче земја на Кина, каде што се уште цвета Куоминтангот, или остатоците од истиот, кој што наскоро ќе биде Кина, нормално, очекувано. Литванија, која што поради признавањето на Тајван добива санкции од Кина. Гејропа и Мала Британија и Мурика, мислам дека нема потреба да изборам зошто. Значи тоа се практично поддржувачите на Куоминтангот, кои што ден денеска би сакале, нели, седо може да се превземе за комунизмот да престане да постои во Кина. Очигледно реципроцитетни санкции кои што се очекувани со оглед на фактот дека вака изгледа моментално санкционирањето од страна на западните земји. Така да што може да забележиме овдека? Може да забележиме дека за разлика од Мурика, која што во последните 4 години, погледнете колку санкции има имплементирано во светот, значи ова е како го држите светот во покорност преку оружје и санкции. Значи годишно барем по 10.000 во просек имаат имплементирано санкции на неколку. 10.000 санкции, замислете, годишно имаат имплементирано. Исто нормално низините спахи, кои што следат примерот на Мурика, Северна Афричка колонија, Франција, Мала Британија, Гејропа, Швицерланд, Австралија, Канада, и значи може да забележите, ова е уствари западниот свет, така. Единствено во целата оваа екипа, Кина, и тоа погледнете колку мала количина на санкции има во последните неколку години, кои што нормално се имплементирани со цел да се заштити самата себе си. Еве кој е главниот санкционер во светот. Исто така кога станува збор дипломатски, можеме да забележиме дека освен Јемен, не знам која е оваа земја овдека, не знам, може да е Еритреја, не сум сигурен, и некоја мала државичка овдека што исто така не ми текнува која е, значи моментално гледаме дека цел свет има дипломатски односи со Кина. За разлика од тоа, најголемата сила во светот гледаме дека има доста големи дупки кога станува збор за дипломатски односи. Не знам зошто. И пак, допора ќе има помалку дипломатски односи. Тоа може да го очекувате дефинитивно. Што ви кажува овдека, се тоа што ви покажеме? Ова моментално во светот е јасно видливо, каде што едната страна гради, дава инвестиции, се обидува да прави соработки и дипломатија, другата страна, која што се уште наводно е прва во светот, зборуваме за Мурика, сето тоа го прави на еден агресивен начин, преку војна, преку санкции, каде што се обидува се што може да направи за да го задржи, би рекол, редот како што они би го посакувале во нивна полза. Значи, сакале они или не, една работа која што мора на сите да ви биде јасна е дека времето на Мурика и Западот заврши. И ова, конкретно ова тарифна војна, тоа го покажува многу добро. Сеќавате како беше муаветот во април од страна на нивниот министар за финансии Бесент,
дека наводно тоа што Кина ја ескалира ситуацијата и става одбрамбени тарифи било голема грешка. И дека они не знаат се уште дека уствари ја имаат раката која што ќе изгуби, the losing hand, така. Погледнете овдека, муабетот со они мислеа дека во Зеленски. Вика, само секунда да го најдам делот каде што се зборува за картите, наводно дека имаше една реченица во која што кинезите вика се уште не разбираат, вика дека Америка вика ги има дека сите карти вика позитивни се во рацете на Америка, као демек на Кина е поделена рака која што ќе изгуби као наводно. Вака беа нели настрвени на самиот почеток, као наводно готови се, тоа е тоа и ова што се случи моментално покажа колку само Америка е зависна од Кина, а сега тоа детално ќе го покажеме. Значи, единствен механизам кој што Кина мораше да го искористи со цел да ја заузда Америка, најголемата сила во светот, е да прекине достава и трговија со ретки минерали. Зошто е тоа така? Моментално што може да забележиме овдека? Повторно, не заборавајте, се тоа е директно од западните медиуми, значи Мурикански геолошки сервеј, односно анкета на Trading Economics. Моментално, од сите ретки минерали кои што постојат, се овдека се поставени по различна категорија, над 50% од сите ретки минерали кои што Америка и се потребни ги купува, овие критични ретки минерали кои што и се потребни за незината индустрија, се купуваат и увезуваат од Кина. Не над 50, 70%. Значи 70% од сите ретки минерали во Америка кои што се користат во незината индустрија доаѓаат од Кина. И овдека се поставени засебни различни ретки минерали и ретки земји, како што ги нарекуваат они, според тоа нели во кој процент ги увезуваат од страна на Кина. Сега за да разбереме. Ретките минерали се многу битни. Овдека тоа Трамп го нарекуваше магнети, не се само магнети, станува збор за најразлични типови на, како што видовте и сами, субстанци кои што или руди, како сакате, кои што се исклучиво битни во индустријата, посебно на Мурика. Со тоа што моментално, во однос на ископување на овие ретки минерали, гледаме дека Кина завзема повеќе од 60% од рударските операции, активности за ископување на овие минерали. Додека останатите се на Мјанмар и некоја мала количина на Мурика, Австралија и остатокот од светот. Мјанмар е, како што знаете и сами, во огромна коалиција со Кина, со главна поддршка од Кина нормално, така да може да забележи дека е над 75%, не е 60%. За разлика од тоа, дури да ги ископувате овие минерали, 90% од преработката и рафинирањето на овие минерали се прави во Кина. Значи, вие немате капацитет, дури и да ги имате овие минерали, како да го произведете тоа што ви е потребно од истите, со цел да може да ги искористите. И еве како изгледа тоа, би рекол малку по-сликовито, во однос со тоа колку само голема е улогата на Кина во однос на ретките минерали. Значи, несразмерно голема е. 240 килотони произведени ретки минерали наспроти 43 килотони. Дали ви е јасно колку е моментално? Кина апсолутен шампион во оваа категорија. Сега, вели моментално, значи ова се тони на ретки минерали кои што ви се потребни со цел да можете да произведете подморница, крузер и фајтер джет, така, ловец. 70% од ретките минерали кои што доаѓаат во Мурика доаѓаат од Кина. Како кажете ми вие Мурика ќе ја произведе флота воена која што треба да искористи за да ја победи Кина? Кога гледаме дека огромна количина од сето тоа што им е потребно за да можат да произведат флота, им доаѓа од најголемиот непријател кој што треба да го победат со флотата, така. И што се случи? Добро, вика Трамп, во ред, готово, еве, клекнувам, се предаваме, така. Еве како изгледаше моментално, ова е кратко резиме од Bloomberg за, да речем, крајот на преговорите кои што се случија во октомври во Јужна Кореја, од страна на Мурика и Кина, кои што двете страни го прогласија за победник, али еве не ја, туку западниве распрскувачи на фекали и викаат
Кина, вика, моментално, е онаа која што победи во оваа рунда и вика Америка е таа која што се предаде во оваа рунда во однос на преговорите. Сега нормално овде ќе имаме и двете страни направи некакви остапки. Остапките нас многу нема да ни значат, но еве ги проценките на најголемите медиуми од западната страна, каде што прв Bloomberg вели дека Кина ја победила оваа рунда на преговори. Следен, The Economist, уште еден прозападен медиум. Зошто Кина ја победува војната на трговија во светот? Повторно, ова не е одамна, ова е од 23 октомври 2025 година. Директно резултат на преговорите во Јужна Кореја. Bloomberg, уште еднаш, Кина ја победува трговската војна без да се бори. CNBC, истиот CNBC, кој што зборуваше како Кина ја имала раката која што ќе изгуби во април 2025 година. Октомври, тоест извинувам, декември 2025 година, Кина ја победи битката во 2025 година, кога станува збор за трговската војна. Од друга страна, не само што победија против Америка, и тоа ќе го покажеме сега во преостанатиот дел од видеото, туку погледнете го ова. Ова е Карни, моменталниот премиер на Канада, пред само една година, каде што за Кина имаше да каже следното. Mr. Carney? Well, we're in a security section. I think we didn't have a chance to talk about anything internationally. I think the biggest security threat to Canada is China. Вика, ние се наоѓаме во сектор во кој што најголемата закана по безбедноста на Канада во светот е Кина. Добро. Една година подоцна, пред само 2 недели. Your leadership and the President Xi's leadership, our teams have worked hard in the subsequent weeks and months. Дали сте свесни колку му е тешко на човеков моментално? Седнат во Пекинг, во Кина, дојде на колена да моли за соработка. Откако најголемите партнери, нели ние што ги нарекуваме стратешки партнери на Македонија, не само што им го свртеа грбот, туку им ја уништуваат економијата, затоа што главниот економски партнер за трговија на Канада од секогаш бил Мурика. Векови наназад. И сега наеднаш доаѓаме во ситуација во која што откако го попушија од Мурика, нивниот стратешки партнер, како нас што не е стратешки партнер, дојде на колена во Кина, откако зборуваше како Кина била број еден непријател на Канада. To address some specific issues that had built up over time, but more than that, to put in place the foundation for the new strategic partnership between our countries. Дајте му салфетка. Дајте му салфетка, значи само што не почел да се мрсува и да плаче, гледај го на што личи. I'm deeply grateful, my colleagues are deeply grateful for that commitment and the spirit of that commitment, one of respect, frank exchange, purpose, and progress. After all, the relationship between our countries is historic, it's complementary, and it's deeply personal for so many Canadians. As you mentioned, mine is the first visit of a Canadian Prime Minister to China in nearly a decade. Вика, во последните 10 години, вика, јас сум првиот премиер на Кина, на Канада кој што ја посетил Кина. Зошто бе, брат? Даре не ви дозволува? The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Со тешко срце. Вика, напредокот во нашите преговори кои што го направивме за соработка помеѓу Канада и Кина, вика, се повеќе и повеќе, вика, не подготвува за новиот светски поредок. Со тешко срце, забавено темпо, кажано од еден од главните вазали на Мурика, дека новиот светски поредок е овде. Драги мои, ова е Канада која што пред една година зборуваше како Кина е најголем непријател,
А ова се останатите телетабиси кои што истото го тврдеа година дена плюс, година дена минус. Само во јануари 2025 година, во Кина, на баци рака кај кумот дојдоа и Макарон од Северна Афричка колонија, така наречена Франција, Јужна Кореја, која што секогаш била непријател на Кина, посебно со оглед на фактот дека е чиста спротивност на Северна Кореја, Карни од Канада, нормално, Ирска, Финска и Мала Британија пред само неколку денови. Сите спахи и дудлачи на Америка во еден месец дојдоа на баци рака кај кумот во Кина. Сигурно поради тоа што Америка победува. А да не заборавиме, и наци број 1, дечкото што ќе крадеше најјака армија во Европа, дечкото кој што зборува како и понатаму Германија, се извинувам, Швабистан била главна економија, допрва ќе видиме и за тоа. Во февруари се очекува дека и неонацистов Мерц ќе посети Кина на баци рака, како што е ред. Што значи дека сите спахи што ги гледате овдека на сликава и многу дополнителни ќе дојдат на баци рака кај, како рече Карни, новиот светски поредок. Новата број 1 економија во светот. Од имплементирањето на тарифите, дали било завршено или не, високи, ниски, можеме да видиме дека извозот од страна на Кина во Америка и од страна на Америка во Кина се повеќе се намалува. Со тоа што можеме да забележиме дека драстично повеќе се намалува извозот од Кина во Америка, наспроти обратно. И сега ова дополнително зборува многу битни информации. Ова е до 14 јануари 2025 година. И можеме да забележиме дека се намалува она разликата во, нели, surplus, како што го нарекуваат они, односно колку одредена количина на извоз и увоз имаме во една држава. Колку е поголем увозот од извозот, нормално толку е поголема оваа разлика, што е негативно за економијата на Мурика. И сега они го прогласуваат за некаква си победа, дека наводно го намалувале, ја намалувале разликата помеѓу увозот и извозот со Кина. Ајде да видиме дали е тоа така. Прво да видиме што е тоа што моментално Кина го увезува во Америка и Америка го увезува во Кина. За разлика од Америка, која што моментално 1/4 од она што го увезува се суровини. Значи, дојде ред Америка увезува во Кина суровини. Највисоко технолошки развиената економија во светот, во Кина увезува суровини. За разлика од тоа, гледаме дека Кина е таа која што во најголем дел увезува екстремно високи технологии. Ова е до 2023 година, сега е уште полошо. Зошто го зборувам тоа? Овдека што може да забележиме? Според Харвардскиот универзитет, еве висината на технолошките продукти кои што се увезуваат од Кина во Америка и од Америка во Кина. Со тоа што колку повеќе се наоѓаат на десната страна на овој индекс, толку повисоко технолошки се продуктите кои што доаѓаат од Кина во Америка, наспроти од Америка во Кина. Каде што гледаме дека голем дел од артиклите кои што доаѓаат од Америка во Кина се уствари горива, кои што Кина може да ги купи било каде. Не мора да ги купува од Америка, така? За разлика од тоа можеме да забележиме дека ако веќе треба да видиме колку се само софистицирани и напредни продуктите кои што Кина ги увезува во Америка, можеме да видиме дека се добри 3-4 пати пософистицирани од обратната ситуација. Каде се сврди светов, а? Наводно зборувавме како кинеските продукти се мерка за фушерај, се сеќавате? Кога рековте, кога зборувавме како ево кинеско е, така? Изгледа веќе не е така работа у светот како што може да забележиме. Од друга страна, еве како моментално изгледа G7, односно колку моментално е производството зголемено или намалено во G7 земите и Кина. Каде што може да видиме дека производството уште од 95 година драстично се намалува од глобалната сцена во процент. Во тоа време кога Мурика била околу 20-25% од глобалното производство, и можеме да видиме дека останатите се повеќе и повеќе се намалуваат од тој момент, за сега да стигне до некои 15%, значи околу 10% изгубила во последните 20 години Мурика од нејзиното производство само до 2020 година, кога немаме новиот до 2025. И што може да забележиме овдека? Може да забележиме дека за разлика од овие прозападни вазали и Мурика, Кина е таа која што постојано расте по процент од производство на ствари во светот. И тоа екстремно, значи ненормално. Каде што од
5% во 1995 година, за 25 години стигнала до 35% од глобалното производство на се. И ако ги здружиме сите овие топ 10 економии во светот, наспроти Кина, можеме да видиме дека до 2020 година Кина сама произведува повеќе од топ 10 производители економии во светот. А сега веќе многу повеќе до 2025 година. И сега, каде рековме дека оди ова? Од друга страна, еве како изгледа моментално количината на, така речено, извозот од Кина кон Америка и од Америка кон Кина. Значи, во 2020 година, 26% од сите продукти кои што биле извезени од Кина биле за американскиот пазар. Во тоа време гледаме дека само 5% од американските продукти биле за кинескиот пазар. Од 2000 година, за 23 години, до 2023 година, 15% паднала количината на продукти кои што Кина ги извезува од целиот свој извоз кон Америка. Значи дека сега Америка е само 10% од извозот на Кина. Ваквото намалување на зависноста и дава многу помалку опции на Америка, кога потенцијално би сакала да направи нешто како што тоа беше случајот во оваа година. Што значи дека Кина се повеќе и повеќе ја намалува зависноста од мурика кога станува збор за извоз. За разлика од тоа, гледаме малку поинаква ситуација кај Америка, но тоа не е ни битно. Моментално, Кина е таа која што е нападната, не обратно. Од друга страна, вика, колку е делот од продуктите кои што се увезуваат во одредена држава, кои што се користат за домашното производство. Каде што може да забележиме дека постојано расте количината на продукти кои што се потребни во Америка за домашното производство, за разлика од тоа паѓа количината на продукти кои што се потребни во Кина за домашното производство од Америка. Што значи дека моментално Америка е несразмерно повеќе зависна од Кина во однос од тоа колку работи се потребни за да може незиното домашно производство да функционира, затоа што овие артикли ги увезува од Кина. И обратно гледаме дека е сосема поинаква ситуација. Така, додека кога станува збор за количината на купување, можеме да видиме дека, како што кажеме, уште од 2000 година па наваму, се повеќе и повеќе се намалува количината која што ја купува мурика од Кина, наспроти обратно се повеќе се зголемува количината која што Америка ја купува од Кина. Се разбираме? Значи дека тоа што го кажавме и овде, на некој начин е слично, значи можеме да видиме дека се помал дел од производите од Кина одат во Америка. И исто така, погледнете го сега ова. Значи ова што моментално гледате овдека е колку моментално мурика е зависна од Кина за одредени продукти во одреден сектор и обратно. Црвената боја е колку Америка е зависна од Кина, плавата боја е колку Кина е зависна од Америка. Можеме да видиме дека во апсолутно секој сектор, полјодетство, производство, електроника, моторни возила, производство на машини, utilities, ова се искрено не знам како да го преведам овдека, construction, односно градење, градежништво, услуги и генерално целата економија. Можеме да видиме дека во апсолутно секоја категорија зависноста на Америка од Кина е дупло, па некогаш и тродупло, 4 дупло повеќе, за разлика од обратната ситуација. Каде што јасно можеме да видиме дека Кина многу полесно може да се опорави од било каков тип на запирање на извоз од мурика во Кина, отколку обратно. Значи, ова е страшен податок и многу од американците ова не го знаат и не го спомнуваат. Како беше? Вика, раката на Кина е многу слаба. Се уште ли е така тоа? Според податоците што ги гледат овдека. Следно, вели вака. Многу вика, значи, ова е колку од индустриите во Кина извезуваат во Америка. Со тоа што може да забележиме дека плавите се количините кои што овие индустрии ги извезуваат во Америка, додека за разлика од тоа имате црвени, што е колку од ова производство се користи за домашна употреба, и зелени, колку од ова производство се продава на останатите држави не домашно и не на Америка. Така, што можеме да видиме дека само две главни категории се оние кои што на вистина би рекол има некој значителен удел извозот во Америка. А тоа се електроники, значи овдека се компјутери, телефони и така натаму, и електрична опрема. За разлика од овие две категории,
во ниту една од овие индустрии во Кина, па не може ни да забележите колку е мал извозот во Америка. И можеме да видиме дека Кина, за разлика од Америка, во најголем дел производството го пласира на сопствениот пазар. Што значи дека на Кина дури и да забраните во било кој момент да може да испадне некој од овие продукти, а не можете, Кина со самото домашно производство е сосема обезбедена за пласма. Така, 2024 година. Погледнете, Кина е целосно надвор од рацете или би рекол дофатот на Америка. Да се подсетиме дека имаше уште едно вакво извонредно чудо кое што ќе го применат и наводно ќе запрат економијата и растот на Кина. А тоа беше гериатрија Джо, кој што мислеше дека доколку се забранат извезување на би рекол високо квалитетни или високо комплицирани чипови кон Кина, тоа ќе предизвика Кина да не може да се развива понатаму. Наводно тоа е она Ахилова пета. Без чиповите на Америка Кина нема да може да продолжи да се развива. Октомври 2023 година. Јули 2024 година. Половина година подоцна, 9 месеци подоцна. Кина е моментално во позиција да стане доминантна сила во произведување на високо комплицирани или високо перформирачки чипови. Значи, тоа што Мурика одлучи да стави бан на овие артикли кои што би рекол во најголем дел Кина ги купувала од Америка, ја принудило Кина да го развие сопствениот сектор на чипови до степен каде што сега и во тоа поле ќе ја престигне Америка, само прашање на време кога ако веќе не го направила тоа. Значи, што може да забележи до овдека? Не можете вие ваков джин, кој што моментално е најголемиот пазар во светот, најголемиот производител во светот, значи апсолутно во секоја категорија, вие да го победите со бан на чипови. Еве како тоа се врати назад врз муриканците. И да не забораваме уште една битна работа. Најголем дел од чиповите кои што Америка толку многу се фали, тоа е нормално островот за кој што зборувавме веднаш до крајбрежјето на Кина, кој што, како што знаете и сами, е неодделив дел на Кина, моментално, е буквално местото каде што се произведуваат 65% од глобалната количина на напредни чипови. Најголем дел нормално дека одат за пазарот за Мурика, голем дел од ова е директно поседувано и од Nvidia, би рекол, но една многу битна работа која што многу луѓе да забораваат. Единствената причина поради која што е толку голема поддршката на Мурика за Тајван и понатаму да остане да не биде дел од Кина е токму ова. Не ги интересира апсолутно ништо друго, ниту демократија, ниту независноста на тајванските граѓани. Единствена работа која што ги интересира е токму ова. Производството на чипови кое што во 65% доаѓа директно од Тајван да не падне во рацете на Кина. Но од друга страна да се подсетиме, Кина и понатаму инсистира на политиката на унифицирана една Кина, која што нормално Тајван во светот сите го имаат признато како дел од Кина. Само прашање на време кога Тајван ќе се припои кон Кина. Не е тука дали на Америка и се топање тоа или не. Реунификацијата на Тајван кон Кина е незапирлива. Ова не е кажано одамна, ова е кажано на 1 јануари 2026 година. Тоа значи дека не е прашање на дали, прашање на кога ова ќе се случи. А кога тоа ќе се случи, овие 65% од производството на чипови во светот ќе бидат додадени на овие 6% и Кина ќе стане и во ова поле апсолутен шампион, како што е во секое друго поле кога станува збор за производство. И сега вие и понатаму мислите дека Кина ја губи оваа војна? Од друга страна да се подсетиме, за разлика од Мурика која што се повеќе и повеќе ја намалува количината на извоз во светот, погледнете што случува со Кина. Во последните 10 години, во 2016 година, максималната вредност која што успеала да ја извезе е 45 милиарди долари кон светот. Во 2025 година декември 114 милиарди долари. Тоа е дупло за разлика од пред 10 години. Со тоа што оваа година заедно имаат извезено 101,2 трилиони долари роба надвор од Кина. 2025 година. Каде што тарифите на Трамп само ги принудија пазарот кој што претходно бил во Мурика да го пренасочат на секаде во светот, само не во Мурика.
Така да, делуваат ли тарифи моментално? Се реализираше ли ова на Копуков? Наводно како Кина ќе изгубела? Губи ли Кина? Мене малку поинаку ми изгледа работа. 1,2 трилиони на годишно ниво. Можеме да видиме дека ова експоненционално расте. Експоненцијално расте. Што значи дека само прашање на време е кога буквално Кина ќе го превземе приматот на главна економија во светот. Ова моментално мислам дека е јасен показател каде се движи светот, а нашите политиканти во Македонија, наместо да го лижат газот на кале, треба да ги отворат очите и да видат каде се движи светот. БРИКС е едината. Кина е едината. Овие западни бивши империалисти, конечно ќе им дојде крајот како што го заслужуваат. Се надевам дека ви се допадна ова што го работиме, како и секогаш нормално, доколку ви се допадна, би ве замолил да поддржите нашата работа. Линк до Patreon заедницата, која што моментално организираме на patreon.com, може да најдете во секоја дескрипција на нашите видеа. Значи, ова е како изгледа Patreon апликацијата, а нормално добивате соодветни привилегии за оваа мала количина финансиска помош која што ни ја давате за нашиот канал да може да продолжи да работи за македонците ширум светот, како за макроекономија, така за блокчейн и геополитика. Воспротивно за тоа што моментално сте дел од нашата заедница, добивате пристап до сите наши чатови, каде што напоредно сите наши членови помагаат во меѓусебно информирање и едуцирање. Ова е безбедна средина во која што може да се изразите и овдека сме за да споредиме, за да научиме еден од друг, за да соработуваме заедно во ова макроекономско и блокчейн поле. Дополнително имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, имате лайвстрим кој што го организираме еднаш месечно за нашата Patreon заедница и нормално истиот потоа откако ќе ги одговориме сите прашања на нашата Patreon заедница го споделуваме на сите наши канали. Секој материјал на нашиот канал секогаш ќе биде достапен за сите македонци. Со мала привилегија што порано го доставуваме до нормално нашите Patreon членови, како и овие офлайн материјали кои што прво ги доставуваме до Patreon заедницата, а потоа ги објавуваме и на сите наши канали. И дополнително, доколку некој од вас сака да уплати на годишно ниво, тоа може да го направи со наједноставно праќање мејл на cryptogemidjia@gmail.com. Кажете ни која адреса ви одговара највеќе, сумите за годишна преплата може да ги најдете овде. Истите се направени да бидат 30% помали од нормално оно што би го платиле на Patreon на годишно ниво и на тој начин ќе добиете линк за годишна членарина на нашата Patreon заедница, а нормално ќе ни помогнете ова што го работиме да продолжиме да го работиме за бенефит на сите македонци во светот. Благодарам на сите кои што учествувавте во сето ова, благодарам на сите кои што не поддржувате. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Cryptogemidjia и од топлата мала. Listen up, class is in session tonight. Cryptogemidjia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Cryptogemidjia, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy. Patience is the key. Cryptogemidjia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Cryptogemidjia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Cryptogemidjia, your educational guide through the